Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, огромната подршка на актуелниот градоначалник и кандидат од редовите на СДСМ за следните локални избори е евидентна. Таа се гледа и чувствува на секој чекор и се потврдува со сите направени анкети. Кандидатурата 9,5 месеци пред локалните избори е пред се покажување на респект и почит кон граѓаните на општина Струмица. За неја зборуваат сите струмичани, зборуваат и во ВМРО ДПМН, па тоа создава нервоза, страв и паника во оваа партија. Додека Струмица секојдневно се развива и разубавува, малтретирањето на медиумите и граѓаните, отровните стрели, обвинувањата, безидејноста и очеот од страната на ВМРО ДПМН стана наше секојдневие. Господа од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, и вие сте струмичани, и затоа колку и да ви е непријатно, треба да ги прифатите фактите дека општина Струмица е заборавена од ова влада на Груевски. СДСМ секојдневно предлага мерки кои ќе им овозможат на граѓаните и на стопанството полесно да го преживеат овој тежок економски период. За жал, сите тие мерки се безобразно одбиени од страна на вашите сопартици во владата и собранието. Меѓу другото, со оглед на тешката економска состојба, кога основицата за социјална помош од 2140 денари реално не може да ја покрие ниту основните трошоци на едно семејство, кога владата придонесе да се постигне рекордна сиромаштва од 32%, кога секој трет македонски граѓанин живее без можност за обезбедување на основни потреби и во секојдневна борба за преживување и гол опстанок, кога се укинува социјалната помош на илјадници семејства, а економијата пропаѓа, кога растот се сведе на 0,2% и се соочуваме со секојдневниот пораст на цените, поскапување на струјата, парното грејење, бензинот, храната и сето тоа за најголемиот број граѓани во Македонија го прави животот мачен и неиздржлив. СДСМ предложи иницијатива за дополнување на Законот за социјална заштита, а со тоа да се доделат по 2000 денари за корисниците на социјална парична помош до крајот на 2012 година, средства кои би се користеле за купување на прехранбени производи исклучиво од македонско потекло. На тој начин, на најсиромашните граѓани ќе им се овозможише да ја преживат оваа година. Воедно со тоа што овие средства беа предвидени исклучиво за македонските прехранбени производи, СДСМ се обиде да стимулира македонско домашно производство и на тој начин да се овозможи задржување на постоечките работни места и зголемување на вработените лица во земјоделството, прехранбената и преработувачката индустрија. За жал, тој предлог за ВМРО ДПМН не е прифатлив. Полесно им да трошат парите од граѓаните за нивни потреби и ситни задоволства, отколку да им помогнат на оние на кои помошта им е најпотребна. Господа од ВМРО ДПМН, не ја замојувајте јавноста, не ги поценувајте граѓаните со перејни мозоци од ваша страна за нефункционални посети од страна на представниците на владата во Струмица. Граѓаните во порачаа дека не виделе никаков бенефит од тие посети. Откажете се од непродуктивните проекти и зафатете се со работа, со која ќе ги решите клучните проблеми на граѓаните. Но вас очигледно не ве бидува за таа работа. Не ги поценувајте тие што имаат потреба од социјална помош, како што ги поценивте земјоделците. Граѓаните секојдневно гледаат и чувствуваат кој работи за нивно добро, гледаат и чувствуваат кој им помага и кој го дава срдство за Струмица.